Во саботата што е зад нас, повтор пат се одржа насмешка, настанот во организација на Телевизија Плюс и Асоциацијата за култура и уметност Мултиарт. Замислена како аудиција за нови стендап артисти, вечерта не ја постигна примарната цел, бидејќи не се пријавија доволен број потенцијални комичари, но затоа пак се оствари во целост идејата на едно место да се стават луѓето кои се добро познати во светот на кумановската сатира. Кратките убедливи настапи по оригинални сценарија ја изненадија публиката со својата современост, а вистинско освежување беше настапот на Горан Христовски Љушка, кој покажа колку му недостигал театарот. А токму тоа публиката знаеше да го препознае. Малобројна или не, срамежлива за интеракција или не, тешка да се насмее или објективно критизерска. Публиката беше задоволна и се за неја беше насмешка и нема љутиш во оваа куманија, каде се игра кабарето Кабајат со малку подкастрување. Јас сум навистина презадоволен од тоа што видов. Ова година сум задоволен дури од сопствениот настап. Навистина, според мене, едно свежо издание на кумановски хумор на некој оригинален начин, иако сигурно дека не сум докрај објективен, меѓутоа вака субјективно, како дел од организацијата, можам да кажам дека ова е единствена вечер во нашиот град која го негува тој оригинален кумановски хумор. И оваа вечер се обидовме да ги отстраниме недостатоците кои беа присутни нормално, како и при секое нешто ново кое се создава. Минатата година миксавме малку со музика, експериментиравме. Оваа година беше чисто онака свртено се комплетно кон хуморот. И навистина, она што јас го видов откако седна во публиката беше навистина нешто свежо, убаво. Гостинот кој ни беше освежување го криевме до последен момент, се работи за синот на големиот кумановски актер Момир Љушка, познат на постарата генерација. Гоце Љушка во одушеви. Едноставно настапи после 33 години, меѓутоа не би оделил никој посебно, сите беа како што треба навистина на задачата. Единствено публиката ни потврли, тоа проклетство, да кажам во наводници, во нашиот град, што некако не знам она што е наше, некако не би рекол не го цениме, но потешко едноставно се продава, иако и цените беа многу прифатливи, дали се работи за тоа што е крај на јуни, па можеби луѓето се уплашија дека можеби ќе биде премногу жешко, дали дека е сабота навечер има ред на спортски случувања, некои музички финалиња, но сеедно. Онаа публика која што беше тука, мислам дека беше задоволна, активно учествуваше цело време и задоволно се излезе од салата. Ако се случи насмешка трета година, зборувам за следната година, ќе се потрудиме уште еднаш максимално да покриеме се. Учесниците се тие. Тие се од Куманово, освен ако не најдеме некој нов што го нема подолго време, ќе спремиме секако нови содржини и ќе се потрудиме уште еднаш да го понудиме на кумановци. Верувам дека ќе го препознаат веќе еднаш и дека ќе се вклучат активно, кој со свое учество, а кој со свое присуство. За среќа очекувањата не беа големи, така да мислам дека ги оправдавме. Публиката можеше малку по поголем број да се појави, но тоа сепак не е наша вина, можеби проблемот е, мислам дека периодот кога сега веќе градот е празен, луѓето се поодмори и така, но мислам дека ние супер поминав. Се разбира, ги имавме минатогодишните победници Теодор и Мартин, ги имавме познатите Куманија, го имавме Шани, Горан Љушка како специјален гостин, да, човек кој самиот кажа дека не стапнал на сцена 33 години, мислам дека публиката најубаво го прими неговиот настап. Ги имавме Ивана и Дарко од подкастрување. Подкаст и за крај мислам дека завршивме со Кабаре Кабајат. Тоа се наши тројца кумановски актери кои настапуваат, мислам, прават стендап во Куманово. Сите беа на задачата, мислам дека и публиката супер беше, колку и да беа во бројот супер ја примија целата вечер, мислам, сите настапи. Според мене како аматер во се во ова дефинитивно е примено сето тоа што сум сакал да го испорачам и што сум мислел дека треба да го испорачам е испорачено и мислам дека е и разберено. Така да од моја страна мислам дека е исполнето, се надевам, тоа е на публиката повеќе да каже. Се надевам само на повеќе настани вакви, затоа што мислам дека моментално ги немаме.